Добродојдовте во урбаните вести. Градот ќе вработи нови 50 пожарникари. Ова е веста на денот, а останатите вести следуваат веднаш по генералната најава. 45 милиони динари за 36 општини за изградба на инфраструктурни проекти. Градот најавува вработување на 50 нови пожарникари. Динови на електротехниката. По 7 пат во Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин. Од 18 до 24 јуни ќе се одржи фестивалот Гола месечина во аеродром. 36 општини, меѓу кои и град Скопје, добија финансиски средства од Министерството за животна средина и просторно планирање во висина од 45 милиони динари. Средствата се наменети за подобрување на инфраструктурата и подобрување на животната средина на граѓаните. 36 општини ќе добијат финансиски средства од Министерството за животна средина и просторно планирање за изработка на техничка документација и изградба на канализациони системи и системи за одведување и пречистување на отпадни води. Министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки на денешното потпишување на договорите истакна дека во овие области средствата се доделени согласно програмата за инвестирање, а предвидени се 45 милиони денари и истите се распределени на 36 општини за вкупно 42 проекти. Со тоа, Министерството за животна средина и просторно планирање продолжува и финансиски да ги помага локалните самоуправи во делот на управување и заштита на квалитетот на водите, бидејќи со тоа се обезбедува не само почиста животна средина, туку и директно се влијае врз здравјето на жителите. Договорите денеска ги подпишаа општините Тетово, Липково, Врапчиште, град Скопје, Шуто, Ризари, Битола и Берово. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека со подпишувањето на овој договор град Скопје прима 2 милиона денари од страна на Министерството, а ќе бидат наменети за изградба на фекална канализација од постоечкиот атмосферски колектор во општина Чаир. Овие 2 милиона денара представуваат 1/3 од купните финансиски средства потребни за реализација на овој проект. Остатокот ќе биде обезбеден од страна на градот Скопје, со што конечно улицата 155 во општина Чаир, една густо населена улица, ќе добие фекална канализација. Мене ми е жал што и во 21. век се собираме со таков повод, а тоа е поставување на фекална канализација во урбани средини. Уште повеќе жалам што северниот дел на градот Скопје долги години, кога е оваа инфраструктура во прашање било запоставувана. Ваквото запоставување на северниот дел на нашиот град го зголемува притисокот на јужниот дел од градот, со што двете страни на Вардар, да кажам, и северната и јужната, истовремено губат. Шилегов додаде дека ќе се погрижи во иднина сите делови на Скопје да добијат еднакви можности. Вработување на 50 нови пожарникари како и набавка на нова опрема по европски стандарди за потребите на противпожарната единица се дел од ветувањата кои градоначалникот Петре Шилегов денеска им ги даде на пожарникарите на одбележувањето на 20 мај, денот на пожарникарите. Со свечено постројување на пожарникарите, денеска во противпожарната станица во Автокоманда, свечено беше одбележан 20 мај, денот на пожарникарите. На прославата присутен беше и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, кој нагласи дека градот Скопје вложува во опремување и во модернизација на противпожарната бригада. Оваа година од буџетот на градот за бригадата за противпожарна заштита одвоивме вкупно 134 милиони и 100 илјади денари. Со овие средства предвидена е набавка на нова ПП автомеханичка скала од минимум 75 метри и набавка на 2 автовозила цистерни. Испорачан е нов симулатор за пламени удари, кој се користи за вежби преку симулација на реални услови во пожар. Набавен е нов разгласен систем и во целост се заменети гаражните врати. Свесни сме дека вашите потреби не завршуваат тука и дека на бригадата за противпожарна заштита е потребна нова и модерна опрема согласно европските стандарди. Покрај набавката на нова и модернизирана опрема, градот ќе инвестира и во 50 нови вработувања, неопходни да одговорат на потребите на жителите на македонската метропола. Оваа година во бригадата за противпожарна заштита предвидено е да бидат примени нови 50 пожарникари. Согласно европските стандарди, пропорцијата на еден пожарникар е 1500 жители, додека моменталната состојба во Скопје е еден пожарникар на 3500 жители.
Токму заради ова, со овие вработувања ќе го зголемиме капацитетот на бригадата за справување со предизвиците при извршувањето на работните задачи, а истовремено ќе бидеме чекор поблиску до исполнување на пропишаните стандарди. Командантот на бригадата за противпожарна заштита Звонко Тумески истакна дека пожарникарството со себе носи големи предизвици и потешкоти, но гордоста да се биде пожарникар е огромна, по секоја успешно завршена задача. Извршувајќи ги работните задачи кои секојдневно се поставени пред нас, се среќаваме со разновидни ситуации, наидуваме на проблеми и тешкоти, но должноста и чувството да се помогне некому во момент кога се чувствува безпомошен, не прави силни, храбри, пожртвувани, а задоволство од успешно завршената задача не прави горди, што сме дел од оваа професија. Не постои успех без тешкотија. Се надевам дека и во иднина, како и досега, успешно ќе се справуваме со сите предизвици. За подсетување, пред неколку месеци, под центарот Ѓорче Петров доби нова зграда за противпожарна станица, со што значително се подобрија условите за работа на пожарникарите. Од градот велат дека и во иднина ќе придонесуваат за создавање на соодветни услови за работа на пожарникарите. Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин оваа година по традиционален 7ми пат поред е домакин на манифестацијата Денови на електротехниката. 3 дена осмоделинците од основните училишта на територијата на град Скопје ќе другаруваат, а воедно и ќе ги проверат своите познавања од областа на физиката во делот на електротехниката. Од денеска па во наредните 3 дена во Средното електротехничко училиште на град Скопје Михајло Пупин традиционално по 7ми пат се одржува манифестацијата Денови на електротехника, која е посветена на младите влюбеници на природните науки. Во време траење од 3 дена, 120 ученици од основни училишта на територија на град Скопје ќе другаруваат, а воедно и ќе ги проверат своите познавања од областа на физиката во делот на електротехниката. На овој начин и преку оваа манифестација се промовира електротехничката струка која е дефицитарна на пазарот на трудот, а според директорот на училиштето Ефтим Пеовски, манифестацијата веќе ги дава резултатите во насока на промоција на училиштето. Манифестацијата ги дава своите резултати. Ние бевме свесни кога почнавме да организираме дека таа промена нема да се случи веднаш. Денеска имаме ученик кој што веројатно ќе биде ученик на генерација следната година, кој што се запиша во нашето училиште токму после оваа манифестација. Не го кажувам само како пример кој позитивен, но и голем број на други ученици исто така водени од она што се случува на овој ден, гледајќи ги условите за работа во училиштето, слушајќи ја пораката дека пазарот на трудот бара кадри од електротехничка струка, се запишуваат во наше училиште и обезбедуваат убава професионална кариера. Секој училиште е представено од барем една екипа составена од 3 ученика. Најдобрите 3 екипи ќе обезбедат пласман во финалниот квиз надпревар што ќе се одржи на 23 мај. А утре ќе биде организирана посета на функционалниот музеј Матка, каде што ќе се запознаат со тајните на електротехниката. Автоматизиран семафор, автоматизирана гаража и роботи кои играат се само дел од вежбите изработени од учениците од 2 до 4 година кои беа денеска презентирани во училиштето. Овдека како што гледате имаме повеќе вежби изработено, сите вежби се изработени од 2 до 4 година. Можам да ви покажам неколку примери овдека. Значи имаме целосно автоматизиран семафор, што функционира така што при притискање на копчето се уклучува црвено светло за автомобилите и зелено светло за пешаците да можат да поминат. Значи веќе не е на тајмер, сега би требало така пооптимизирано да се движи целиот сообраќај во градот. Друга идеја што имаме овдека е целосно автоматизирана гаража. Со еден отисок на копче се отвора гаражната врата и со другото копче што го имаме програмирано овдека се движи автомобилот. Сите овие вежби ни се изработени од, пак ќе кажам, од учениците што ни се од 2 до 4 година, во соработка заедно со многу други ученици што се од други држави, како например Словенија, Хрватска и Србија. Секоја година имаме размена на ученици. Овие работи се дизајнирани со SolidWorks и после испечатени со 3D принтер. Они беше првата верзија од тоа роботот што го правевме.
дека ова не е втората верзија за да го усовршиме со две раце да има и да има знамење да го покаже словенското и македонското како да се соединете. Од дела се состои Arduino Nano, има протоборд и со така има 4 серва. Има за батерија за да може да се уклучи и изгаси така со столдо. И тоа има исто така сезор ако сакаме да прави некоја програма за избегнува препрек. Сего на што го нуди училиштето како вежба и практична настава, било пресудно за учениците да се запишат во ова училиште и да ги развијат и усовршат своите желби и вештини. Како помал секогаш ме навлекува компјутери и електротехника. Сето ова што го нуди училиштето денес, се како помал ми било желба да го учам понатаму во мојот живот. И одбрав КТА струка, односно автоматика и компјутерска техника, затоа што многу сакам програмирање и би сакал, како што правам сега за овие мали проекти, некој ден да можам да го правам тоа на професионално ниво. Ме беше ми од мал се знае дека сакам многу со компјутер да се бавам и школата ми овозможи многу повеќе да научам за компјутер. И тоа се во глава ќе помогне во еднината. Деновите на електротехника е манифестација која е со тенденција на постојан раст од година во година, а домаќинот Средното електротехничко училиште Михајло Пупин е вистинска ризница на висококвалитетен и обучен наставен кадар од областа на електротехниката и општо образовните профили и е способно да одговори на предизвиците на својата професија. Хуманите граѓани во општина Карпош денеска имаа можност да донираат крв во рамки на редовната крводарителска акција, која што општината ја организира во соработка со Општинскиот Црвен крст и Заводот за трансфузиологија на Македонија. Денеска во општина Карпош се одржа голема хуманитарна крводарителска акција во организација на локалната самоуправа, Општинскиот Црвен крст и Заводот за трансфузиологија на Македонија. Акцијата се спроведе на две локации, во спортската сала во основното училиште Лазо Трповски, како и во урбаната заедница Влае 1. Како и на претходните крводарителски акции кои ги спроведува општина Карпош, голем број хумани граѓани вработени во општинската администрација, во општинските основни училишта и детските градинки несебично даруваа крв. Позитивен пример за граѓаните беше и градоначалникот Стефан Богоев, кој самиот е крводарител. Богоев при дарувањето крв ги повика и останатите граѓани редовно да се приклучуваат кон ваквите крводарителски акции. 3 представи од Македонија и 3 од странство се во конкуренција за 5-тото издание на театарскиот фестивал Гола месечина. Фестивалот ќе се одржува од 18 до 24 јуни во општина Аеродром. Во период од 18 до 24 јуни во општина Аеродром ќе се одржи 5-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Гола месечина. Во конкуренција за награди се 6 представи, од кои 3 се представи на македонски професионални театри, а другите 3 се представи на странски театри. Фестивалот ќе се одржува во спортскиот центар Ново Лисиче. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин истакна дека ова е уникатна можност за сите љубители на театарот да проследат квалитетни представи од македонската и меѓународната сцена. За таа цел беа издвоени милион денари од општинскиот буџет и би ги поканил сите граѓани да го посетат фестивалот од 18 до 24 јуни во спортскиот центар Ново Лисиче. Директорот на театар комедија Сашо Ристовски и селекторот на фестивалот, актер и режисер Роберт Ристов, информираа дека покрај представите последниот ден кога ќе бидат прогласени победниците, фестивалот ќе се затвори со детска представа и стендап комедија. Чест ми е да го водам овој фестивал за прв пат. Ветувам дека изборот е прекрасен, бидејќи беше навистина направен на најпрофесионален начин. На нашиот вебсайт беше поставена апликација, како европските фестивали што имаат, беше доставена до сите соработници, аплицираа, конкуренцијата беше голема, но сепак одлуката е донесена и ќе уживаат сите граѓани на отворено со Гола месечина. Инаку на фестивалот ќе бидат доделени награди за најдобра режија, најдобар актер, најдобра актерска и за најдобра представа во целост. Од оваа година фестивалот внесе уште една категорија на награда за епизодна улога.
Во стиховите на 26 реномирани автори од Македонија и Балканските држави имаа можност да уживаат љубителите на поезијата во општина Илинден на централниот настан од годинешната 19-та литературна манифестација Илинден 2018, поетскиот митинг Стихови за душата. Во Домот на култура Илинден во општина Илинден се одржа централниот настан од годинашната 19-та литературна манифестација Илинден 2018, поетскиот митинг Стихови за душата. Љубителите на поезијата во општина Илинден ја имаа привилегијата да уживаат во стиховите на 26 реномирани автори од Македонија и Балканските држави. Автори со богати творечки опуси, чии дела имаат понесено многобројни награди. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски истакна дека литературната манифестација Илинден со својата оригиналност и автентичност зазема значајно место и остава силен белег во културата на Република Македонија и регионот. Цела недела додека трае литературната манифестација, во општина Илинден се случува вистински празник на книгата, што всушност е и главната цел на оваа манифестација. Прв со своите стихови, поетскиот митинг го отвори Евтим Клетников, кој изјави дека му представува чест и задоволство што е дел од еден ваков голем поетски настан и една важна манифестација за македонското творештво. Манифестација која од балканска станува интернационална. Оваа манифестација представува за мене многу важен настан, затоа што знаете, ние живееме во едно антикултурно време и антипоетско, ако може така да се рече, така да секој обид да се направи некој културен извор, како што овде во Илинден се прави, е добивка, чиста добивка би рекол. Тука доаѓаат поети од цела Македонија и веќе уште на почетокот некаде таа доби интернационална димензија. Сега балканска доаѓаат многу значајни имиња од соседните држави и јас си посакувам на манифестацијата како поет. Се радувам на неа, се најбав. Литературната манифестација Илинден е само дел од активностите што општина Илинден ги презема во насока на развој и негување на културните и образовни вредности. Оваа манифестација, која е создадена пред 19 години, денес ја остварува својата цел – интензивирање и промовирање на современите културни достигнувања. На сите учесници во манифестацијата, градоначалникот им додели признанија за особен придонес во афирмацијата на културниот развој на општина Илинден. Во тек е акција за собирање кабаст отпад во општина Аеродром. Акцијата која се одвива во соработка со јавното претпријатие Комунална хигиена започна денеска и ќе трае до среда. На територијата на општина Аеродром од денеска до среда ќе се реализира акција за собирање кабаст отпад. Од општината ги повикуваат граѓаните да го остават кабастиот отпад пред своите домови или до најблискиот контејнер. Под кабаст отпад се подразбира мебел и делови од мебел, бела техника, електрични апарати за домакинство, шпурети, ладилници, машини за перење алишта и засадови, бойлери и слични предмети, електронски апарати како компјутери, телевизори, музички системи и слично, но не и градежен шут. Акцијата ја реализира општина Аеродром во соработка со град Скопје, односно со јавното претпријатие Комунална хигиена. Одложувањето кабаст отпад на јавна површина надвор од најавени акции за собирање е казниво со закон. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје најавува прекини на електричната енергија во текот на утрешниот ден во делови од општините Ѓурче Петров и Центар. Од 8 до 10 часот утре без струја ќе бидат дел од жителите од скопското село Орман, путегот од магистралниот пат кон граничниот премин Блаце во општина Ѓурче Петров. Во временскиот период од 9 до 14 часот без струја ќе биде селото Орман, основното училиште Јоаким Крчевски, селото Никиштани и дел од село Волково. Од 10 до 11 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од улицата Архитект Никола Добровиќ број 1 во општина Центар. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекините се поради закажани технички зафати во електросистемот.
Денеска имавме променливо облачно време со температура до 25 степени. За утре не очекува локален дожд и време со грмотевици, со температура до 27 степени. Во среда температурата ќе се движи во интервал од 13 до 28, во четврток од 13 до 27, како и во петок. Тоа беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер со програмата на Прва Скопска. Довидување.